Кривичниот суд во Скопје денеска го осуди на доживотна казна затвор и Сулејман Османи од селото Брест, обвинет во случајот диво населје, кому му се судеше во одвоена постапка. Со денешната пресуда, вкупно 8 обвинети добија доживотни затворски казни за настаните од 9 и 10 мај 2015 година во Куманово. Османи, како и другите обвинети, е осуден за тероризам и терористичка организација. Тој, како што пренесуваат медиумите, со ракоплескање ја дочекал пресудата и се обратил со зборови: да живее УЧК, вие со оваа казна осудивте 7 милиони албанци. Судот во краткото образложение навел дека доказите потврдиле дека обвинетиот ги сторил кривичните дела тероризам и терористичка организација. Османи во текот на постапката не го призна делото. Тој беше уапсен во акцијата во диво населје, но следниот ден успеа да им помогне на македонските полицајци, додека им го покажувал местото каде било скриено оружјето украдено од караулата Гошинце кон крајот на април 2015. Османи во јули истата година беше уапсен во Косово и екстрадиран во земјава. Кривичниот суд вчера ги соопшти пресудите за 37 обвинети за настаните во диво населје. 7 обвинети добија доживотни затворски казни, 26 беа осудени на затворски казни од 12 до 40 години, а 4 лица беа ослободени од обвиненијата. Во меѓувреме, синоќа во знак на протест поради одлуката на Скопскиот кривичен суд за доживотен затвор за 7 членови на така наречената Кумановска група, во косовските градови Гнилане и Печ јавно беа запалени знамиња на Република Македонија, јави српската државна телевизија РТС. Знамињата биле запалени на протестите во двата градови поради судските пресуди, на кои биле упатени повици до албанците да ги бранат своите права, борејќи се против неправдата нанесена од славомакедонците, наведува телевизијата. Министерството за надворешни работи го осуди синоќешниот инцидент.